Добрите манири се само еден начин на покажување респект кон другите. Денес живееме навистина во еден бурен период, во едно брзо и забрзано време. Време во кое што често забораваме да си посветиме време на самите себе си. Колку пати сме се излажале самите себе си дека од наредниот понеделник ќе почнам со здрави навики, ќе почнам со тренинзи. Сме ветиле, а не сме го одржале зборот, нели? Сега ќе разговарам со еден млад господин кој што ветил и си го одржал зборот. Почнал од понеделник. Човекот кој што реши во понеделник да почне да го смени, да го променува својот живот, Мартин Видоевски. Мартин, како си? Супер, фала на прашање. Само морам да ти исправам нешто. Моево не знам дали беше понеделник или среда, дефинитивно беше од утре ќе почнам да вежбам. Аха, така. Значи Така понеделник не беше. Да, види, често тоа е кај нас нашиот понеделник секогаш е вторник или среда, да кажеме до четврток, ама сигурно петок ќе биде. Утре. Да. Баш ми е драго. Мартин, кажи ми колку е тешко да се одржува таа редовна форма на живот, редовен начин на исхрана, редовен начин на вежбање. Колку тоа си го зема својот данок? Види, значи за било што во животот кога ќе се решиме дека правиме нешто и одиме кон некоја цел, значи си има препреки, одрекувања, значи многу искушенија кои треба да се надминат. Меѓутоа, целта ако е јасна, газиме напред. Така е, значи нема има застој. одрекувања, многу. Така. Посебно како сакаш да изгледаш. Апсолутно. Знаеш и сам. Апсолутно, да, знаам и сам, но ете, мораме да го направиме тој момент за чисто да се појаснат некои работи. Колку тоа влијае, да кажеме, на твојот сон? Од што се откажа, да кажеме, намали од спиење, намали од јадење, намали од пиење и така натаму? Од пиење намалив, скроз. Во смисла намали од пиење алкохол или намали од пиење? Не, вода пиење не намалувам. Значи, Так. 3, 4, 5 литри, зависи како кој ден, колку активен сум. Алкохол, знам да се напијам пиво, или Така. бело вино чаша, црвено, небитно. Жестоки пијалоци никако. Сонот е најбитен, значи времето за опоравак. Спијам редовно, спијам по 7 до 8 сати на ден, иако сме дома сега малку со 2 деца, меѓутоа гледам да биде тоа константно. Сега секогаш има Така. одскокнување. Баш ми е драго, види, го разбирам тој начин на живот. Водата е многу битна на вистина. 3-4 литри вода со 7-8 сати спиење, мислам дека е идеална комбинација и редовни вежби. Гледаме дека, јас често знам да се нашалам дека Македонија е развиена земја, 90% се билдери кај нас. Да. Што мислиш, дали во Македонија се негува тој начин на живот? Дали правилно се негува, може да е прашањето? Види, во Македонија тој начин на живот дефинитивно оди во нагорна линија. И тоа е многу позитивна работа. Значи, многу добро што луѓето стануваат свесни дека брзиот начин на живот си зима свој данок, како што кажавме. Значи, имаме веќе помеѓу помладите генерации посебно скулиози, искривување на рбет различни, значи тоа е се од користење на компјутери, користење на средства за занимавање, што ги кажуваме, телефони, iPad-и, игри и така натаму. И децава или возрастните, родителите веќе одат да се консултираат, бараат професионално мислење како тоа да се запре, да се исправи и да се направи нешто за да се коригира тоа искривување. Сега кај постаријата генерација, че има, види, интернетот е чудо. Значи може се да се служувам, да. Да се види и се тоа делува позитивно на нас. Да. Значи затоа и повеќе луѓето вежбаат, затоа повеќе се возат точаци, се качуваат на планини, значи бегаат од главниот град, од загаденоста, од маглите. Секој на свој начин се снаоѓа како да води здрав живот. Билдери имало
ќе има и секогаш ќе Да, има. да. Меѓутоа, правилно вежбање не е само билдингот. Апсолутно. Билдингот е да се изгради едно правилно градено тело. Е сега секој до каде сака. Точно. Значи, тоа е добро со човечкото тело. Мускулатурата можеме да ја донесеме онака како ние што сакаме да изгледа. Значи, буквално да си вајар Да, на своето тело. апсолутно. И секој како сака. Да, тоа јас цело време го зборувам тоа. Мораме да вложуваме во себе си, во своето тело и во својот дух, за потоа тие нас да ни вратат и во текот на животот и во текот на годините. Ако си го одржуваме, ако ја одржуваме машината сега на младост, на старост ќе биде уште поблагодарно телото. Да, персонален фитнес тренер. Тоа ти е професијата или ти е можеби персонален психијатар кај другите што ги Да, тоа е што ги тренираш. Персонален фитнес тренер, значи тоа е тренираме заедно, сите вежби се изведуваат правилно и неизбежно е нашата комуникација, се што ти се шалиш психијатар. Значи да биде честа и ја да знам повеќе работи. Да се сближи со клиентот, нели? Да. И точно и психијатар сум. Бидејќи ја морам да знам дали си спиен, дали си јаден, дали си нервозен, значи све морам да знам за да знам колку може да се оптерети телото. Живееме во едно чудно време сега, време на пандемија, нели, каде што се почесто луѓето вежбаат од дома, вежбаат онлайн. Дали мислиш дека тука има разлика? Дали е подобро да се вежба во теретана или може и од дома? Може да се вежба од дома, само доколку веќе имаме некакво искуство. Не сум за да се започне со вежбање онлайн, бидејќи не може никој да те искоригира како ти формата, движењето, како ти ги извршуваш вежбите. Ако се искривиш на почеток и на почеток не ги совладаш правилните движења, правилната форма на изведување на вежбите, после ништо не се исправува. Да. Значи може да направиш од нешто да сакаш добро, ти да направиш лошо, да ти идеш друга страна. Значи вежбањето дома се препорачува, но за поискусни, нели? Доброто однесување потекнува од дома. Воспитувајте ги своите дечиња уште од најрана возраст, од најмали нозе. Тие се можност со нивното убаво однесување и позитивна енергија да бидат нашата карта за подобро утре. Да го искористиме доброто февруарско време, да го искористиме ова прекрасно сонце и да го продолжиме муабетот со Мартин. Мартин, колку ти одзема време да се спремиш, да го оформиш наредниот ден што треба да го изживееш со своите клиенти? Жаре, знаеш како? Се е испланирано долго време однапред. Така да не правам ништо од ден за ден. Аха. Таков човек сум. Значи си планирам недела, 10 дена, месец, се однапред. Значи точно знам што ќе се случува. Не дај Боже ако има некакви измени, се случуваат и такви работи, тоа на лице место. Така. Добро, да, логика, секој човек индивидуално си ги и секој фитнес тренер индивидуално си ги планира тренинзите, нели? Сакам да го пофалам твојот стил, навистина е джентлменски. Би сакал да го пофалам твојот саат и твоите научари, апсолутно. Колку мислиш дека еден фитнес тренер и еден успешен човек во тоа што го работи треба да држи до джентлменството, со добри аксесуари, со добар саат, добри научари? Па види, јас сум така воспитан, значи тоа е од дома воспитување, дека кога немаш шанса за втор впечаток. Да, апсолутно се сложувам. Првиот впечаток е значи, многу битен. Нема реприза на тоа. Да. Значи кога одиш и секаде гледај да оставиш добар впечаток. Секогаш се знае за еден джентлмен кога ќе се појави кои мали детали, значи се многу битни. Дали е саатот, кондурите, коланот, колата што ја водиш, ако те возат, тоа е друго. Да. Така да гардеробата, нели, може да биде многу добро се тоа скоцкано, да не е уопште скапо. Точно. Меѓутоа да бидеш човек со стил. Апсолутно. Првиот впечаток е битен. Дали сакаш добра кола, дали сакаш брза вожња, дали сакаш, не знам, кој коли да кажеме, кој стил на коли најмногу би ти одговара? Караван. Дека фамилиарен човек и дека носиш тегови позади. Да. Тегови, шипка, клупа, количката за керка ми, количката за синот,
транспортер, све тоа да собере, значи караван. А кога би можел да бираш, да кажеме, колата од соништата, ајде. Колата од соништата моментално ја возам, значи сакав од секогаш сум сакал да возам Audi Allroad. И моментално и тоа го возам, A6 Allroad, значи тоа е и спортско, и елегантно, и фамилиарно. Така, моментално значи, 318 коња, извини, така, 318 коња, 3000 кубика, не дај Боже ако треба да стиснеш на газ, оди. Тоа е тоа, значи го возиш сонот моментално. Да, баш ми е драго. Што мислиш, дали еве еден џентлмен треба да биде убаво граден, треба да изгледа убаво. Сега, зависност за вкусови не се дискутира, нели, но ете за некоја естетика од прилика сите знаеме што е горе-доле убаво. Па види, за да бидеш џентлмен, треба да прво да се сакаш себе, да те сакаат другите. Значи изгледот физички не е клучен, не е битен, меѓутоа сигурно ако сам не се сакаш како изгледаш, нема ни другите да те сакаат. Другите да, значи апсолутно. Битно е, меѓутоа не сакам да судам, не сакам да бидам погрешно сватен. Има луѓе кои едноставно не можат, имаат проблем. Така е. Значи секој се знае, а иначе да, битно е. Битно убаво, е да изгледаш убаво. Што мислиш, дали жените сакаат повеќе стомаче или сакаат повеќе стомаче? Види, се е дискутабилно и се е до вкус, но што мислиш ти како персонален фитнес тренер? Па јас сум секогаш за стомачни. Меѓутоа и малку стомаче да има да се тресе, не е... Така, не е на одмет за еден вистински џентлмен, нели? Да. Меѓутоа мало стомаче може. Дали ти како фитнес инструктор и џентлмен, повторно ќе напоменам, ги мотивираш своите клиенти со некакви можда поговорки, со некакви вистински вредности, со... Дали некогаш треба на клиентот да му се даде? Види, мотивацијата секогаш на клиентот треба да му ја дадеш. Значи, ја така мислам, бидејќи платен си за да бидеш покрај него и кога не може ти да го мотивираш. Точно. Значи, тоа ти е работа, едноставно. Да. Иначе, абсолютно. тој ако не можеш ти да го мотивираш, тоа или ќе нема да вежба, или ќе си вежба сам, да. Ако може да се Ако не се дојде со мотивацијата од дома. Кажи ми, дали имаш ли ти твое мото со кое што се водиш во својот живот, да кажеме, нешто што ти оставило впечаток и цело време си го повторуваш? Па да, тоа е дека никогаш не можеш да не успееш во нешто, можеш само да не се обидеш во нешто. Значи ако се обидеш, значи си имал шанса, дали ќе успееш во тоа, тоа се зависи од тоа како ќе одат работите. Меѓутоа да се откажеш, не. Ништо. Така е, јас истото го сметам и од уште како дете. Така, од вистински џентлмени ги слушав муабетите дека кој не ризикува нема ни да профитира, или без ризик нема награда, или како и да го формулираме тоа, се разбира поентата. Кои се за тебе вистинските вредности во животот? Вистински вредности, честност, лојалност, љубов кон семејството. Значи јас сум таков човек, љубовта кон семејството ми е на прво место. Значи, ако дома не ти се средени работите, не може да ти бидат на работа, на страна. Значи, вистинските манири на еден џентлмен, уствари, тоа е тоа, да. Ти жена ти, ако не си ја сакаш дома и ако не ја третираш, зашто ја третираш други жени, да бидеш џентлмен? Точно. Пред се, ако сам не се сакаш, па не ти е дома, па зашто на страна? Точно. Живеле. Еве сме на малку повисока локација каде што ветрот повеќе пирка да ни ги разбистри малце главите. Мартин, еден џентлмен треба да е сталожен, треба да е смирен, треба да расудува во секоја ситуација доволно добро, да не биде импулсивен, нели? Колку мислиш дека брзиот начин на живот и стресот придонесува мажите, џентлмените да не бидат сталожени, да не бидат се ова што го спомнав како вовет? Па брзиот начин на живот, посебно кризава сега со короната, веќе мислам дека сите ги истенчи во нервите. Значи тоа можеме да приметиме од најмали ситници работи во сообраќај што ги вадат од контакт луѓето до шефовите на работа како се однесуваат, гледате поплаки од семејно насилство, насилство на работа. Да. Значи мислам дека целиот тој склоп на живот, стресот веќе ги вади сите од кондури. Да, но ете, дали со вежбањето и со балансираната исхрана, нели, човек викаме дека јас сум тоа што јадам, нели? Здравето се внесува преку уста. Дали мислиш дека тој стрес може да се намали со редовно вежбање и правилна исхрана? Па целата негативна енергија всушност преку вежбањето треба да се исфрли. Точно. Значи
колку редовно и колку често вежбаме, толку ќе бидеме посталожени. Значи во текот на вежбањето јас можам лично за себе да зборувам дека се исклучувам, се изолирам, сам со себе сум, вежбам, Да. и во главата сите мисли си ги прочистувам. Значи ја додека вежбам правам планови, замислувам, си одлучувам одлуки. Значи тоа е период за мене лично. Апсолутно би се сложил со тебе исто. Еве јас како човек што редовно ги практикувам тие навики, мене тоа ми е еден канализатор, да речем, ми се канализира енергијата, ми се чисти лошото, доаѓаат позитивни енергии, позитивни мисли, така да јас исто од своје искуство ќе кажам дека тоа многу помага. Спомнавме и преска за мажите во Македонија дека негуваат некаков стил на вежбање. Дали мислиш дека треба повеќе постарите да вежбаат или повеќе помладите? Од кога би требало да почнат луѓето да вежбаат? Кога е правилното време да се почне со? Нема правилно време. Значи од четврта, Од понеделник. бебињата, Да. од утре. Од утре. Бебињата вежбаат од самото раѓање. Значи секој нивен покрет, татко ми ортопед, ти кажувам, значи стручно, не е ова дека измислувам нешто. Да. Значи тоа што се грчеви, што ги креваат они нозет, они го вежбаат абдоменот. Он вежба за утре да може да се сврти, да може да се подкрене на раце, да не се угуши кога спие. Така. Значи нема правилен момент. Треба да се вежба цело време, континуирано, за да се биде во добра физичка спремност. Значи, за да бидеш задоволен и од себе, и кога си задоволен од себе, различно гледаш на работите околу тебе. Апсолутно, да. Тоа треба да стане начин на живот и така да се живее, исто како и џентлменството. Ако не го негуваш, Ако не го негуваш, нема ќе престане. Никој не се родил џентлмен, навистина, но тоа се учи, добри тоа е навики навик, кои што да. треба да ги негуваме, добри манири, за да бидеш добар џентлмен треба константно да се трудиш. Навистина ми е драго што беше со мене денеска, што си Беше правевме премногу муавет мило, вака, да. добар џентлменски муавет. Да. Живели. Следниот пат со протеини ќе наздравиме. Во сала. Да ве прашам вас, гледачите на првиот ТВ магазин за џентлмени кај нас. Кога последен пат сте виделе вистински џентлмен кај нас? Дали ги препознавате? Дали сте виделе како се однесуваат? Дали тоа сте го виделе само на филм, само во нашиот џентлмен магазин? Или сте ги виделе и на улица? Ако сте ги виделе, дали сте успеале да ги препознаете? Но мислам дека тоа е реткост во нашата реалност. Вистински џентлмени се навистина реткост. Тоа е така затоа што никој не сака да почне да учи како треба. Полека се откажуваме од добрите навики. Започнуваме еден проект чија цел е токму тоа, да ги вратиме вистинските вредности. Ја бараме вашата поддршка, а ние ќе продолжиме да ги презентираме нашите најдобри џентлмени. Позади секоја нервозна жена стои маж кој што поима нема што сгрешил. Нормално, ова беше мала шала. Сакам да кажам дека вашите нежни половини треба да ги почитувате. Тоа е одлика на добриот џентлмен, тоа е одлика на добрите навики. Дами и господа, како што мажите се грижат за своето тело, така и жените се грижат за своето тело и тие негуваат добри навики. Денес со мене имаме една фантастична дама, Сања Ристич. Добар ден, Сања, добро ни дојде, баш ми е мило што имам чест да бидам во твое присуство. Како си? Добро ве најдов, благодарам за поканата, прекрасно се чувствувам со вас, супер екипа. Баш ми е драго. Сакам да те прашам што за тебе представува поимот џентлмен, како ти го доживуваш тоа? Џентлмен го доживувам сега не по дефинициски, нели, како Апсолутно, што секој твое би си го субјективно кажал, гледиште. значи повисока почит кон дамата, не само по размислување, но и по дела. Значи да видиме и физички и ментално како размислува еден џентлмен, тоа можам да го утврдам по неговите дела и акции. Баш ми е драго, тоа е одличен совет. Се надевам дека тоа ќе го применуваат во иднина тие што ќе те слушнат. Дали мислиш дека Македонија има џентлмени? Верувам дека има, не се, по моето искуство, не се премногу,
но ги има и сметам дека треба новите генерации токму од дома да потекне таа култура и тоа воспитување на джентълменство. Јас имам 2 мали синчиња и пробуваме јас и сопругот уште од најмали нозе да им го представиме тој момент на една така наречена нели култура и воспитување на джентълменството, дека жената треба да се почитува. По мене задоволна жена и задоволна мајка, успешно семејство. Да, точно. Јас ќе се сложам. Среќни деца, убава атмосфера, позитивна енергија. Точно така. Јас би се сложил исто така дека пред се джентълменството потекнува од дома. Тоа е домашното воспитување и домашните навики, нели добри навики за кои што ние и говориме. Дали сметаш дека еден добар джентълмен, еден господин треба да внимава на својот изглед, секогаш да изгледа пиц-пец, што би рекле ние народски кажано? Убаво е секогаш да изгледаш пиц-пец, иако еве јас колку и да сакам не успевам секогаш во тоа, нели имаш домашни обврски, деца, работа, хобија. Би сакале сите да сме секогаш пиц-пец средени, но не успевам. Еве за денес сме се средили, окей сме за на тебе, така. Да. Верувам дека треба да внимава на изгледот. Не секогаш имаше едно размислување, баш дебатиравме дека се потребни многу финанси за нели да се изгледа добро. Не се сложувам. Во денешно време мислам дека може да имаш и сосема убав часовник, чевли, гардероба која не чини многу. Важен е стилот и вкусот, нели како ќе си ги вклопиш парчиња. Точно, се сложувам со тоа, но исто така би се надоврзал на твоето дека пред се убавината нели излегува од внатре, а со тоа сакам да кажам и да те прашам во смисла за фитнесот и вежбањето. Колку еден маж и една жена пред се треба да си посветат внимание на внатрешниот изглед пред се, нели, затоа што во здраво тело здрав дух, убаво тело убав дух. И сега под внатрешен изглед, значи јас би го поделила на нели на психичко размислување и енергија и би го поделила вториот дел на добра исхрана. Многу е важен, значи, како зрачиме од душата, нашата аура каква и како се чувствуваме. Таа е најубавата енергија и таа е вистинската убавина. Некогаш можеби некој не е толку физички на прв поглед привлечен или привлечна, но зрачи со некоја внатрешна убавина енергија. Тоа е она што го носиме жарче во себе на кој што треба да се фокусираме и да работиме. Да си ставиме фокус на себе, да видиме каде имаме пречка, каде нешто ни кочи, на што можеме повеќе да работиме за да стигнеме до подобра енергија, а што ние кога убаво се чувствуваме, зрачиме и на сите. Не знам дали знаете еден факт дека една позитивна личност во една минута ја пренесува својата позитива, доколку обкружена со луѓе, на 10. Истите тие 10 помножуваат на уште 10. Па сега пресметете во еден час една позитивна личност, колку позитивни луѓе може да ја пренесе својата енергија и колку може да функционира. Да, видете, нашето мото во театар е дека смењето е заразно, така да и смењето плюс троши калории, така да смеете се и смете се луѓе и убаво е тоа, да. Е сега на второто не ти одговорив, извини. Во однос на исхраната, така? Значи сметам дека и целото расположение и целата наша енергија зависи и од начинот на исхраната и колку добро се храниме. Ако сте приметиле некогаш, мислите дека добро сте се наеле, но вам потоа ви е тешко и не се чувствувате добро. Значи таа исхрана вас не ви е делотворна, не е за вас. Јас предпочитувам, инаку сум вегетаријанец и предпочитувам лесна храна, иако кај мене дома јадат разноврсно, но пред се гледаме да е добро искомбинирана и избалансирана храната, колку што можеме, не во некоја екстрема далечна. И пред се да сме здраво најадени и добро најадени во се чувствуваме. И добро наспани, нели? Да, дека и сонот е главниот рецепт за ова. Велат дека очите се огледало на душата. Јас можам да кажам дека ти имаш прекрасна душа и баш ми е драго. Благодарам. Баш ми е драго за тоа. Колку една жена треба да му сугерира на мажот и колку Сања го прави тоа со својот сопруг? Зависно на која тема, ако е тема физички изглед, мојот сопруг премногу внимава на истиот, така да не можам да дојам ни на ред да му сугерирам нешто што да смени. Знае понекогаш да ме потпраша, иако си ги следи сите трендови и мене ми се допаѓа стилот кој го носи и претежно сам си работи на тој дел. Во однос на внатрешноста знам да дадам сугестија и сакам да дадам сугестија. Сакам да звучам советодавно, како да кажам, секако со најдобра намера, нели? Така, баш, нели, тука сме за да се надополнуваме со нашите. Ми се допадна како на почетокот го даде она интро и има вистина во тоа.
Вистината е затоа што, како беше на жените се од Венера, мажите се од Марс. Точно. Ние сме различни енергии и имаме различни размислувања и некогаш тоа што може жената да изнервира, мажот ни од Марс не може да примети зошто Баш е тоа така. така. Има контрареплика на тоа што викаат позади секој успешен маж стои жена која што врти со очите. Може и така, да. Затоа е нели многу важна комуникацијата, затоа што бидејќи некогаш енергиите ни се разменуваат, комуникацијски да се разбереме за што станува збор. Апсолутно. Велат дека погледнемо и кондурите на човек, ќе знаеш каков е човекот. Дали има нешто што Сања прво го приметува кај мажите поготово? Да признам, ми се допаѓа кога некој нели добро изгледа физички како облечен, но секогаш повеќе впечаток и акцент ми остава џентлменството, начинот на разговор и дали темите кои што нели јас со кои се бавам и ми се допаѓаат, исто и на спротивниот пол му се допаѓаат и дали имаме некоја општа комуникација. Повеќе, како да кажеме, исполнува значи комуникацијскиот дел и внатрешноста. Да. Одлично. Важи за жена која што е доста успешна кај нас. Ме интересира, пошто ве кажа околу твојот однос со сопруг, дали мислиш дека општо во Македонија мажите ги поддржуваат своите жени кога имаат апетит за амбиции, за освојување на светот, да кажем? Кај нас дома тоа е то како застапено, значи Дејан е поддршка за се што работам и дури некогаш јас заборавам понесена од целиот умор, нели покрај работата и 2 дечиња и секојдневни обврски, заборавам да се израдувам на успехот, знае тој сам да ми приде и да ми каже ама ова супер беше, супер, вау, се радува и он за мене, дури некогаш и ми е, како да кажам, криво, повеќе се радува тој за мојот успех него јас во моментот несвесно што сум го доживеала и не сум се израдувала. Не мислам, џентлмен не е секогаш сопруг, јас имам и брат и татко со кој работиме, имаме приватен бизнис 30 години кој трае. Тие се исто така изврсни, мислам, џентлмени кои ме поддржуваат во се. И напротив, и најмалиот мој чекор, за разлика од нив кои се подолги години во овој бизнис, го доживуваат како и сакаат да ми направат да се чувствувам дека тоа огромен чекор што сум го направила. Ми се допаѓа и тоа е уствари мојот ветер во грб што ме тера да работам уште повеќе. Апсолутно, од ова јас ќе извлечам една поука и ќе кажам дека драги мои, жената знае да биде вистинска инспирација доколку вие го препознаете тоа и доколку вие ја издигнете вашата жена на пиедестал. Негувајте ги добрите навики, Сања. Навистина ми е драго што ми беше гостинка и што си помуабетивме вака. Ти благодарам за позитивната енергија, се надевам дека ќе ја раширам. Благодарам и јас тебе исто ја почувствував и од таа страна. Баш ми е драго. Првиот чекор во градењето на животот што го сакате е да не го правите она што не го сакате. И не заборавајте, негувајте добри навики.